А токму за овој акционен план, вечерва говориме во овој блок на вести со господинот Владко Ѓорчев. Видовме дека има неколку сегменти во кои што овој акцијски план сериозни средства, меѓутоа и сериозни работи се предвидени. Јас ќе прочитам само, ти ми достави неколку од овде. Делот натурализација се вели да се отстранат барањата за доставување на лични документи од земјата на потекло. Што ова значи? Дека секој кој ќе дојде само ќе рече јас сум тој и тој, добра волја без да достави никакви документи, ние ќе го прогласиме за бегалец? Па да, тоа значи таму што е напишано, тоа е конкретно извадок од владиниот акцијски план. Значи, ова е подлабока стратегија. Стратегија се генералните цели, а тука збори акцијски план да се отстранат, нели, она што се нарекува носење на документи од земјата на потекло. Значи, ако некој дојде од Сомалија, од Афганистан или од Сирија, од некоја друга земја, тој ќе рече јас сум тој и тој, нема да донесе документи и ќе рече дајте ми, нели, тие и тие права, дајте ми, обезбедете ми вработување, обезбедете ми државјанство, обезбедете ми други поволности, сместување по градинки, значи цела низа на други работи за кои што и тоа како имаат проблем граѓаните на Република Македонија. Уште една работа овде ми влезе во око, би сакала да ми ја прокоментирате. Се вели дека да се возможи поддршка, нели, за интеграција и стекнување на државјанство, но потоа и каде беше тоа за семено обединување. Што тоа значи? Тоа значи ќе дојде еден бегалец и после тоа има право да донесе цела фамилија таму од каде што дошол? Па да, тоа значи дека секој кој што ќе дојде во Република Македонија врз основа на промената на закон која што треба да се направи, врз основа на клаузулата која што е таму предвидена на семејно обединување, дека секој ќе може да донесе неодреден број на членови на семејството или секој нешто ќе се представи како член на неговото семејство. Гледаме дека таму во стратегијата на владата, во стратегијата на Министерството за труд и социјална политика на министерката Мила Царовска, може да се представи за член на семејството. И кога тие членови на семејството ќе дојдат, тие автоматски стануваат бегалци, мигранти, доселеници во Македонија, добијат државјанство. После тоа, врз основа на тоа, ќе можат и тие врз основа на тоа да направат семејно обединување и да донесат уште поголем број на лица, кои што нормално, како што таа стратегија предвидува и вели, ќе треба Република Македонија да им обезбеди вработување, иако имаме 218.000 невработени лица во Македонија. Македонија ќе треба да им обезбеди сместување, домување, кирии, како што вели таа стратегија, понатоа Македонија. Може ли да го издржи ова Македонија? Финансиски? Ова се огромни трошоци, значи внимавајте, ова се трошоци за секоја години за наредниве 10 години. Значи ова се трошоци и стратегија владина, државна, парафирана за периодот 2017-2027 година. И не само тоа, туку во оваа стратегија има во делот, значи каде што е временска рамка, 71 проект треба да почнат во 2017 година. 71 проект, 71 мерка стартуваат во 2017 година, тоа се на 3-4 месеци. Еден куп други мерки следуваат во 2018 година. Значи, ова се конкретни работи кои што навистина ги засегаат, јас би рекол, речиси сите, може би и сите граѓани на Република Македонија. Овие мерки ги засегаат и огромен број на општини во Република Македонија, и од Источна Македонија, и од Западна Македонија, огромен број на општини од Скопскиот регион, Пелагонискиот регион, Охридско-Струшкиот регион, Повардарскиот регион. Значи, во моментов, според информациите кои што ги имаме, пуштен е циркулар, прашалник до голем број на општини во Македонија, каде што се бараат локации за колективно домување, односно згради за сместување на мигранти, бегалци и странци, каде што владата на Република Македонија со 100% ги покрива трошоците за сместување. Тоа е овој документ што гледам, ајде да, ако може да одиме точка по точка, бидејќи мене навистина ми е фрапантен. Значи, ова е делот на трет сектор, значи ова е објавено на веб страната на Министерството за труд и социјална политика. Значи официјален документ. Официјален, апсолутно официјален документ. Ова е предлог национален акцијски план за интеграција на бегалци и странци 2017-2027 година. Јас ке кажам неколку само цитати од овде. Вели, во делот на сместување зголемени капацитети за инвестиции во социјални станови. Значи, социјални станови во делот на
бегалци и странци. Да се градат згради за бегалци и странци. Значи, не за локалното население, не за државјаните на Република Македонија, не за граѓаните кои што со години имаат нерешено стамбено прашање, туку тие велат приоритет е зголемени капацитети за инвестиции во социјални станови. Почеток 2018 година. Финансиски потреби. Нивниот документ вели надоместоци за обука. Значи, ќе имаат обуки. Понатаму, трета линија, цитат, да се идентификуваат пилот општини, значи тие се сега во фаза на идентификација на пилот општини, за учество во проекти за изградба на објекти, поврзување на донатори и градоначалници. Зголемени, исто цитат, зголемени капацитети за инвестиции во социјални станови и така натаму и така натаму, трошоци за изградба, значи ќе се покриваат, не пишуваат колку. Четвртата линија мислам дека е најдетална и таа вели, цитат, да се идентификуваат и обезбедат парцели, значи парцели на државно земјиште на располагање за инвестирање во ваквите станови. Очекувани резултати, цитат, достапни локации за изградба на социјални станови, односно згради, цитат, мерливи показатели. Вели, одлука на владата, значи не на било кој орган, одлука на владата на Република Македонија, на премиерот Зоран Заев, вели, цитат, барем 100 единици, барем, значи најмалку 100 единици, локации да станат достапни. Надлежна државна институција. 100 локации за згради. Така е. Значи, згради, населби, станови. Надлежна институција, влада на Република Македонија, временска рамка, нивниот документ, документот на владата и на Министерството вели, временска рамка 2017 година, проценет годишен буџет во евра, државен придонес, 100%. Значи, владата на Република Македонија вели дека 100% ќе го финансира тоа. Значи, зборуваме за најмалку 100 локации. Господин Ѓорчев, имаме ли рамка било каква, колку тоа ние бегалци треба овде да донесеме да ги направиме македонски државјани и да им ги дадеме сите овие услови? Овде зборуваме за огромни бројки, за големи бројки. Значи, внимавајте, овие последни денови пратен е прашалник и се бара повратен одговор од општина Аеродром. Пратен е прашалник и се бара повратен одговор од општина Кисела Вода. Општина Аеродром? Да, од општина Аеродром, така е, повеќе скопски општини. Се бара одговор од општина Газибаба. Се бара одговор од општина Ѓорче Петров. Се бара одговор од повеќе скопски општини. Се бара одговор од општина исто така Охрид. Се бара одговор од општина Штип. Се бара одговор од општина Велес, од општина Гевгелија. Понатаму се бара конкретен одговор и директно има посочување на општина Прилеп. Се бара одговор од општина Битола. Значи, зборуваме за трајно сместување на голем број на луѓе од далечни земји. Значи, добар дел од тие мигранти доаѓаат од земји како што е, например, Сомалија, Етиопија, Еритреја, оние кои што ги нарекуваат економски мигранти, кои што доаѓаат за подобар и полесен живот, дел од нив доаѓаат од Авганистан, од Бангладеш. Тоа се огромни земји. Само Авганистан има 30 милиони жители. Ирак има околу 35 милиони жители. Значи, зборуваме за големи бројки. И ако секому му дадеме бесплатно стан, вработување и државјанство, значи, внимавајте, тука, например, еве, јас само цитати се доволни, не коментари. Цитат, прва страна, трет сектор, домување. Вели, цел на владата на Република Македонија, да се постигнат одржливи и долгорочни, да се постигнат одржливи и долгорочни решенија за домување кои промовираат општествена интеграција. Во последната линија вели, зголемени капацитети на општинските службеници, значи, за креирање решенија за социјални станови, организирана студиска посета и така натаму и така натаму. Значи, исто така, една од целите, очекувани резултати, цитат, зголемен, привремен сместувачки капацитет, а горе вели долгорочни решенија. Понатаму, во прва, втора, трета, четврта, пета линија, вели 100%, цитат, 100% проектиран број на нови бегалци. Временска рамка за ова, 100%, 2017 година. Понатаму, да се зајакне поддршката за долгорочни решенија. Во четвртата линија, конкретно се вели, значи надлежна државна институција, Министерството за труд и социјална политика на Мира Царовска и владата на Зоран Заев. Временска рамка 2017 година, цитирам, прецизен буџет за 2017 година. Прецизен буџет. Ние, како пратеници, како народни избраници, велиме,
ајде да го видиме тој прецизен буџет. Нека го даде владата, да го погледнеме. Затоа што во изјавата која што ја има и Министерската царовска и Зоран Заев на 21. јули 2017 година, значи пред 10 дена во Штип и Мила Царовски, Зоран Заев кажа, цитирам, значи Мила Царовска како министар кажа, ние целосно стоиме зад овој документ дека тоа е стратешка позиција на Македонија. Во делот на мигрантите мора да имаат обезбедени права и така натаму и така натаму. Значи тоа е во присуство на премиерот Зоран Заев и Зоран Заев во својата изјава дава полна поддршка за Мила Царовска, полна поддршка за оваа стратегија и за овој акционен план, а нашата порака како ВМРО ДПМН е дека приоритет во делот на вработувањето, буџетските ресурси, домувањето, изградба на социјални станови и социјални програми треба да имаат граѓаните на Република Македонија. Како ја коментирате, јас овде го имам кратењето на буџетот за оваа година, гледаме овде дека ќе огромна сума на пари очигледно за сето ова да се спроведе ќе биде потребно, од друга страна овде меѓу останатото евен дел само ќе прочитам на што се крати помалку за Универзитетот Свети Кирил и Методи, помалку за изградба на основни училишта и граденки, за опремување на лаборатории, помалку пари, за изградба на средни училишта, помалку пари, за реконструкција на средни училишта, помалку пари, за Универзитетот Свети Климент кај Плаошник, помалку пари и така натака и така, за имунизација на населението, значи за вакцинација, помалку пари. Па, знаете како, ако го погледнеме овој ребаланс на буџет, што денес попладнево го дискутираме и што треба да го дискутираме утре и заутре и да биде усвоен за 2 дена, нема ставка во буџетот на Република Македонија која што не се крати. Единствено што не се крати се партиските вработувања. Значи, оние вработувања на овие невладини активисти што ги гледаме во владата на Македонија, единствено не се кратат вработувањата кои што сега масовно се распишуваат за Генералниот секретаријат на владата, Министерство за труд и социјална политика ќе вработува Министерството за информатичко општество и администрација, значи огромен број на институции ќе вработуваат, иако до вчера се викаш има голема превработеност и така натаму, значи огромни вработувања, а истовремено оваа влада и оваа парламентарно мнозинство вели не може да има зголемување на платите во јавниот сектор 5%, тоа што ние го предлагаме, велиме ајде да ги зголемиме платите и на војската, на полицијата, на образование, на здравство, понатаму на јавни комунални предпријатија низ општините. Ајде како што во минатото им ги зголемувавме платите и пензиите на луѓето, да продолжиме со тоа. Иако самите од СДСМ се обврзаа на тоа. Значи, тие рекоа плата 30.000 денари, за да имаме плата 30.000 денари во Македонија секоја година. Во текот на 4 години мандат, платите треба да растат 10% секоја година. А тука ние имаме предлог за зголемување на плати 5%, во прва можност, владата, премиерот и СДСМ велат нема шанси. Би сакал да прочитам конкретно неколку работи кои што огромен број на работи, но некои од работите кои што се кратат со овој ребаланс на буџет. Значи, имајте 49 милиони денари помалку за канализациони мрежи и одводни канали, низ цела Македонија проекти. Понатаму 10 милиони 100.000 денари, 10 милиони денари помалку за заштита на води. Значи, утре кога ќе имаме проблем со води, ќе се повикаме на овие 10 милиони кратења. 6 милиони денари помалку за водовод и канализација низ општините. Понатаму, 100 милиони денари, ова е огромна ставка, 100 милиони денари помалку за финансиска поддршка за рурален развој. Значи, ова се селата низ цела Македонија, кај што треба да има асфалтирање, канализација и така натаму, 100 милиона денари помалку. Понатаму, за детска заштита, внимавајте, за детска заштита 12 милиони денари помалку. За градежни објекти од ставката изградба, опремување и одржување на објекти за детска заштита. 22 милиони денари помалку за поддршка на туризмот. 2 милиони денари помалку во делот на диаспората и иселеништвото. Понатаму, 45 милиони во Тирзот за фабриките. 45 милиони денари помалку за технолошко-индустријски развојни зони каде што работат десетици илјади граѓани на Република Македонија, странски инвестиции, странски фабрики и каде што уште повеќе места треба да се отварат. Ние немаме најава за отворење ни една фабрика нова во Република Македонија. Понатаму, во делот на домови за стари лица, внимавајте, 28 милиони денари
помалку за изградба, опремување и одржување на објекти за социјална заштита и домови за стари лица. Значи, тоа се пензионерските домови. 13 милиони денари помалку за социјална работа и Завод за социјални дејности. 1 милиарда, се огромен прави, 1 милиарда денари помалку за Министерство за образование и наука. 139 милиони денари помалку за проекти во основно образование, значи ова се проекти за децата. 179 милиони денари помалку за проекти во средно образование, за младите од 14 до 18 години. 44 милиони денари помалку за Универзитет Свети Кирил и Методи. 10 милиони денари помалку за Универзитетот во Битола, Штип. 21 милион денари помалку за Универзитетот Гоце Делчев. 26 милиони денари за Универзитетот помалку Мајка Тереза. Охрид. 54 милиони денари помалку за Универзитетот за информатички технологии во Охрид. Уште неколку, значи, намалување на спортски сали, училишта, реконструкција на основни училишта, професионален развој во воспитно-образовниот кадар. Понатаму 5 милиони денари помалку за дигитални содржини и онлайн курсеви. Понатаму 31 милиони денари помалку за изградба на спортски објекти. Се е застанато овој тој дел. Значи, децата имаат кифози, сколиози, проблеми со држање, тие велат нема да трошиме на спортски објекти. Универзитетот во Плавашник, внимавајте, 36 милиони денари помалку за имунизација на населението, тоа се вакцини. Понатаму за инсулин, 58 милиони денари помалку за обезбедување на инсулин за инсулинско зависни пациенти во Република Македонија. И туберкулозата, 7 милиони 967 милиони денари помалку за превентивни мерки за спречување на туберкулозата кај населението. И така натаму, и така натаму. Ајде да се вратиме. Внимавајте, да. Тука се носи стратегија и акционен план во делот на бегалци, во делот на мигранти и странци, во кој што се бараат 100 локации за изградба на згради низ цела Македонија, понатаму се вели плаќање на кири, плаќање на школарини, вработување, микрокредити. Туку кога сме кај вработувањето, нема само да ги прибереме, нема само да им дадеме државјанство, нема само да ги сместиме бегалците, туку во делот вработување, ово што го имам овде, се вели дека треба да имаат дури и предност во вработувањето. Ова е, значи, материјалот кој што исто така е подготвен од Министерство за труд и социјална политика. Значи, јас ќе кажам само неколку цитати. Вели, цитат, да се зајакне системот за поддршка при вработување во корист на локалното население и бегалците. Понатаму, цитат, мерливи показатели, втора линија. Цитат, планот за вработување ги вклучува бегалците. Цртичко објавен, рок 2018 година. Во делот на овој проект имаме ставка надоме за експертите. Што е една од почестите ставки, надоме за експертите, 8 пати спомнато, но никој не ги кажува кои се тие експерти, колку ќе бидат платени и колку се на број. Но се уште нема конкретни суми за сите овие ставки, така велите? Има конкретни проекти, но не ги пишуваат сумите. Ајде да ги видиме кои се сумите. Понатаму, вели да се воспостават, цитат од нивниот акционен план, втора линија, на прва страна, 5 глава, сектор вработување. Да се воспостават јасни критериуми за бегалците да учествуваат во националните програми за вработување. Ние, како Република Македонија, имаме 218.000 невработени луѓе. Значи, и во Скопскиот регион, и во Тетово, и во Штип, и во Гостивар, и во Повардарието, и во Мавровско-Реканскиот крај, и во Струга, Охрид, низ цела Македонија. 218.000, значи намалене невработеноста, но уште повеќе треба да се намалува, затоа што голем број на луѓе понатаму бараат работа. Понатаму има проекти за невладиниот сектор, секако знаеме, не ни кажуваат дали е тоа СОРОС организациите или не. Значи во прва, втора, трета, четврта, пета линија вели, цитат, партнерство со невладиниот сектор за да се обезбеди поддршка на терен за проактивно вклучување на целната група преку мерки за вработување, вклучувајќи и менторство за барање на работа, бизнис така натаму. Кои ќе бидат менторите, кој ќе ги плаќа, која ќе биде сумата. Вели, зајакнати капацитети за стекнување на работа, понатаму, цитат, подпишани меморандуми за соработка и број на поддржани НВО проекти. Кои се тие невладини организации, колкава е сумата и што се однесува на буџетот на Република Македонија. Затоа што во ставката за проценет годишен буџет во евра, финансиски потреби, вели средства за проектот. Колкави се тие средства. Значи, ова е интересно, внимајте, вели да се воведат иновативни практики
за разновидноста на добавувачите во контекст на јавните набавки. Значи, цитат, иште еден, фирми на бегалците, значи, фирми на бегалците или социјални предпријатија да имаат пристап до постапките за јавните набавки, рок 2017 година, спроведувачи надлежна институција, Министерство за труд и социјална политика и Влада на Македонија. И последна ставка во овој дел, на оваа страна поточно, вели, тоа е во делот на банкарски фондови, да се оценат можностите и понудените решенија за пристап на бегалците до пазарот на микрокредити и заеми. Колкави се тие микрокредити, колкави се тие заеми. Што ако некој не ги врати, кој ќе ги сноси трошоците? Тоа значи буџетот и граѓаните на Република Македонија. Ќе во друга земја, ќе се представи како друго име. Така е, рок 2018 година понатаму, вели финансиски потреби, банкарски фондови. Во кои банки? Колкави се тие банкарски фондови? Зарем нема илјадници граѓани на Република Македонија кои што им се потребни кредити, субвенции, заеми и така натаму. Значи, што сега, господине Ѓорчев? Еве го имаме акциониот план, вие барате сега конкретни суми да биде дадено, како сега ќе се одвива цела оваа работа? Значи, ние бараме неколку работи. Прво, ВМРО ДПМН со одлука на Централниот комитет, значи највисокото партиско тело меѓу два конгреси, бараме повлекување на оваа стратегија за бегалците, мигрантите и странците во Република Македонија за следниве 10 години, затоа што се работи за стратешки документ, и бараме повлекување на националниот акционен план, кој што ни го предлага владата, кој што видовме и слушнавме, дека и Зоран Заев, и Мила Царовска, и тоа како го поддржуваат. Значи, истовремено, за време на јавната расправа, денес имавме второ положение на јавната расправа, бараме, ќе имаме за неколку дена повторно, во понеделник, планирам повторно да закажам јавната расправа, затоа што има голем број на пријавени и не може да сите во еден ден, значи во понеделник ќе продолжиме. Бараме премиерот, Зоран Заев, да дојде да ги објасни овие работи. Ова не е мала работа. Ова е стратешки документ важен за иднината на Република Македонија. Бараме да дојде министерката за труд и социјална политика. 2 пати организираме јавна расправа, 2 пати не доаѓа. Само еднаш пред 2-3 дена го пушти заменик министерот, не одговори на ниту едно прашање, мислам дека е заменик министерот од Алијансата на албанците, значи од коалицијата на Зијадин Села, тој прочита неколку работи, некои општи најави и така натаму, но немавме буквално ништо конкретно во делот на буџет, средства, колку тоа ќе чини Македонија, за кои општини станува збор. Ќе продолжите да инсистирате да добиете? Апсолутно ќе продолжиме, затоа што веќе има операционализација на оваа стратегија, значи веќе се упатени прашалници до општина Аеродром, до општина Кисела вода, до општина Газибаба, до општина Ѓорче Петров, други општини, упатен е прашалник до општина Охрид, упатен е прашалник до општина Битола, Прилеп, повардарските општини, треба јавноста да знае колку ова ќе чини Република Македонија. Јавноста треба да знае, и јавноста треба да ги знае локациите на кои што ќе ги имаме овие сместувања кои што ги планира владата. Истовремено, ние велиме, ајде да ги поддржиме граѓаните и државјаните на Република Македонија. Значи, внимавајте, ние имаме ситуација каде што 2 месеци гори пожар во околината на Струга со канцерогени материи. 70.000 луѓе не може да отворат прозор во 2017 година. И Струга и околните места. И Лабуништа, и Дрслајца, и Мислешево, и Подгорци, и Октиси, и еден куп населени места, не само во општина Струга, туку и општина Вевчани, општина Охрид, општина Дебарца. И владата не вработува двајца чувари, туку вели ќе вработува медијатори, културни медијатори или културолошки медијатори за бегалците и мигрантите. Значи, ако веќе се има средства, ајде тие да се искористат за нешто што е и тоа како важно за граѓаните на Македонија. Внимавајте, синоќа, Тетово, 3-4 град по големина во Република Македонија, од синоќа има рестрикции за вода. Затоа што имаме локална самоуправа која што не покажува капацитет за менаџирање на општината, затоа што имаме градоначалничка која што не ги решава главните проблеми таму, а станува збор за град кој што буквално лежи на вода. Шар планина на една страна, Вардар на друга страна, реката Пена поминува низ сред град, а гледаме дека ќе има рестрикции на вода. Така. Се надевам дека ќе останете отворени за телевизија Нова, ќе ја следиме ни оваа тема и понатаму и понеделник, вторник, кога ќе имате таа повторна јавна расправа по ова прашање, и да се надеваме дека ќе добиеме одговори за конкретните суми и дека ќе можете со овие јавни расправи да допрете до владата и до
ресорните министерства. И благодарам што бевте, што одвоивте време да бидете гостин во овој дневник. Ви благодарам, ве поздравувам и вас. Ова е вонредно важна тема. Знаете што? Значи, не е во ред од владата на Република Македонија, од министерствата, да се остави таму само да бидат невладините организации. А невладините организации тие молчат, чекаат проекти, чекаат грантови, чекаат надомек за експертите, а едноставно оние кои што ја предлагаат оваа стратегија молчат и ги нема. Внимавајте, тие невладини организации имавме ситуација каде што пред година, две, за 3 исечени дрва, 5 исечени, 7 исечени дрва, 12 исечени дрва протестираа, се врзуваа за нив, правеа собери, а сега имаме ситуација каде што во овој момент низ цела Македонија цели планини горат. Планини, илјадници хектари, стотици илјади дрвја горат, никој не реагира. Значи, ајде да ги вратиме работите во Собранието на Република Македонија. Ајде во Собранието на Република Македонија да имаме дискусија и за пожарите, да имаме дискусија за бегалците, односно мигрантите и оваа стратегија. Да имаме дискусија за она што се случи во Симница со епидемијата, 20 луѓе починаа. Значи, Собранието треба да биде епицентарот на политичките активности, а истовремено имаме буџет со кој што се кратат еден куп ставки низ цела Македонија, ниеден проект за ниедна општина, а само се зголемува стапката за трошоци за работување. Значи, треба да се алоцираат средствата, ограничените средства на Македонија за проекти, патишта, автопати, технолошко-индустријски развојни зони, развој фабрика, привлекување на инвестиции, нови работни места. Значи, тоа им е потребно на граѓаните на Македонија, а не некои предлози и концепти кои што на вистина тешко се правдат и тешко се објаснуваат. Ви благодарам повторно за гостувањето. Ние овде ќе ги завршиме